Колега Крмов, во вашиот говор спомнавте промени, па сигурно мислите на промените кои што треба да се случат од главата, затоа што знаете дека рибата смрди од главата и промените треба да се случат од креаторот на оваа криминална сделка, а тоа е Зоран Заев. Споменувате дека зборуваме 20 часа, работиме 20 часа, но јас исто така ќе напоменам дека тие 20 часа се малку за да се презентира криминалната намера и она која што го практикува оваа влада на чело со Зоран Заев, а е на штета на граѓаните на Република Македонија. Ова дефинитивно е по принципот пола-пола, 50 или 50-50, со кој што се планираат овие средства да бидат поделени и употребени во политички цели. 20 часа додека ние зборуваме, додека ние укажуваме на штетните последици од оваа спогодба, представниците на власта ниту збор да земат, ниту пак да изустат нешто, а се свесни во тоа што го зборуваме ние и ова е потврда дека ја зборуваме вистината. Затоа што пред фактите и представниците на владеачкото мнозинство молчат. Колега Крмов, при крај сакам да ве запрашам, дали сметате дека овие 33 милиони евра, затоа што и двајцата сме од Штип, а тука е и представникот на извршната власт, министерот за транспорт и врски, дали сметате дека овие 33 милиони евра, кои што ќе завршат онаму каде што ќе завршат, би било подобро да се потрошат, еве да речеме, за довршување на клиничката болница во Штип, да се потрошат за ветената гасификација, да се потрошат за жичарата до Исорот, да се потрошат за брана на река Отиња, да се потрошат за гасификација, спомнав, за катните гаражи, за термоизолациони фасади и за сите проекти кои што во минатото беа излажани и со кои што ги манипулираа граѓаните на општина Штип. Сакам да ми одговорите затоа што се и 20 сме од Штип, а и представникот на владата од Штипа може да слушне, па може би ќе влијаеме на неговото мислење. И уште едно прашање за крај, дали сметате дека сето ова што ние го кажавме, а имаме можност од страна на владеачкото мнозинство да видиме дека не се вклучуваат во дискусија, дали вие сметате дека можеби сме ги предомислиле со нашите говори, па можеби ќе се предомислат и нема да донесат оваа одлука?